Ти го носат бебето, царски рез, дали јака мускулатура, такви болки у живот немам осетено. Значи не можеш вака вратот да го подигнеш. Не знам, не можам да опишам. Не се сите така. Сум правила муабеци од други жени, буквално супер прошле. Јас имав многу болки. И кога го носат детето и ти го ставаат нели на тебе, сега ти не можеш сам да станеш, а камоли со детето, кога ти детето во раце, како да немаш болки? Јас сум се чудела, викам како е ова можно, човече. Некако стварно ти дава некоја посебна енергија, посебна сила и стварно се заборава. Веќе прошла година, мислам да треба да пак исто одма 100% влагам у тоа, не ми. Да. А какви мисли ти поминаа низ глава кога прв пат го фати Максим во раце? Леле, значи прво си викам човече колку време чекав да те видам. Цело време замислував како ќе изгледа, што, знаеш, бебенце, толку време чекав да имам бебенце свое и некако еве го тука. Тука беше мал. И си викам чекај, ова е моето бебенце и го гледам и некако, не знам, тоа е љубов на прв поглед. Таква љубов немам осетено во животот. Мој искрено, јас сум човек од рутина. Значи секогаш во животот се ми било плански, што правам, како правам, и сето тоа е една рутина, се едно исто, работа, кошарка, спорт. И некако, кога се роди Максим, животот ми се свртен тотално поинаков стана. И некако, као да ми требаше таква промена во животот, да земам време и за себе и да се, како што би кажала Елена Бубало, другарка ми Елена Бубало, да се удомам, значи се повеќе време посветив дома и научив многу работи, значи со Максим и како да бидам потрпелива.